Ивона, добро утро. 8 часот наутро, минус 1 степен. Нашата екипа дојде директно овде на меѓународниот аеродром да те поддржи во твојата одлука да тргнеш, да ти спратиме во Турција како што доликува. Кажи ми, како се чувствуваш пред самата операција? Пред се ви благодарам, добро утро и на вас, на целата екипа која што сте тука. Многу ми е онака мило на душата затоа што во Македонија да се почувствуваш вака, да налеташ на новинари на аеродром е многу реткост и фала ви од срце што сте тука, многу ме изненадивте. Сега за сега не сум возбудена затоа што имам еден ден да се прилагодам пред операцијата, затоа намерно летаме ден порано пред операцијата, но почнува лека по лека да не можам да спиам, тоа е првиот знак дека сум под стрес, така што имам, не можам да кажам дека немам, но со убава и позитивна мисла сум, така што тоа е најбитно. Кажи ми, која ти е најголемата поддршка во овие моменти? Позади камерите сте, татко ми, мајка ми, Тамара, брат ми што не е тука, сите од фамилијата, мислам сите се тука и сите ме поддржуваат, но моментално со мене се мама, тато и Тамара. Кажи ми, колку ти беше тешка борбата со килограмите? Целиот овој процес кој успеа да се избориш со сето ова, со целиот овој процес? Јас велам мотивацијата е првичното нешто, односно мотивација за подобра верзија, најдобра верзија од себе, односно да се фокусирам да бидам тоа што сакам да бидам, односно тоа што сакам, што сум го искрирала у мојата глава да бидам јас, но дисциплината е таа што не прави онака истрени во процесот, така што морам да кажам дека равенка за успехот до сега што го имам направено и сега што ме следи во првувањето е мотивација со паралелно со дисциплина, со фокус на правилна искрена, со фокус на вежбање, со фокус на визуализација и се она што го замислуваш и што го сакаш за себе. Така што не легнала под ноши е тоа едноставно, туку не легнала под ноши многу се потрудила за тоа. Сите имаат искривена слика за тоа, но дефинитивно фокусот е на да имаш визија и да ја следиш. Колку ти се промени животот после операцијата на желудникот и губењето драстично на голема килажа? Колку точно имаш изгубено? Од прилика 60 килограми, кои што 10 повторно вратив, сега ги ослабев за да дојдам до степен 30% треба да се дојде до одредена килажа пред да ја правам оваа моментална операција на која што денеска сум упатена. 360 степени е малку, 720 исто така малку, така што нема зборови со кои што може да се опише како се менува животот кога ќе ставиш фокус и кога ќе почнеш да се сакаш себе си. Јас велам, вишок од килограми не е само вишок на храна, туку се вишок на емоции, доколку успееш да ги избалансираш тие вишок на емоции и успееш да работиш на нив и на сите оние причинители поради кои што си ти со вишок килограми, тогаш ќе има една успешна приказна. Мојот живот дефинитивно е сменет и тоа е на многу подобро и сум пресреќна затоа што сега фокусот ми е на себе и на музиката, за тоа поради која што сум тука на планетава Земја во овој живот. Колку време ќе бидеш во медиумска и легала или дали можеби потајно паралелно ќе ни спремаш нешто додека закрепнуваш или тоа ќе куваме подоцна? Во медиумска и легала нема да бидам затоа што најавив дека јавно ќе го покажам процесот. Тамара тука, Тамара ќе снима, Тамара ќе биде позади камерите кога ќе се будам, кога ќе така што нема да се повлечам. Што се однесува до музиката, веќе е нешто спремно, продукцијата веќе го изработува, утре треба да ми стигнат некои парчиња за одбирање, така што ја вешта работам на најавениот албум кој што го најавив во 2024, така што нема да има голема пауза, нема да си дозволам. Работам вредно позадински на тоа. Со настапите се враќам од март, средина на март, така што нема многу да има медиумска и легала. Кажи ми, чувствуваш ли страв пред заминување на оваа операција? Можеби од претходното искуство веќе си навикната, дали па можеби чувствуваше страв претходно и сега истото чувство или? Имам доза на страв, која што е пропратено со и анксиозност и се, но фокусот ми е на убава мисла, на здравје Божа. Септември веќе ќе се целосните видливи резултати, затоа што во мај ме чека втора операција на други делови од телото. Така што фокусот ми е у септември, каква јас ќе бидам и како ќе се чувствувам пред се, и тоа ме држи. Не давам простор многу за страв. Така. Кои делови ќе бидат сега
интервенира? Моментално, сега одиме јануари стомак 360 степени абдоминопластика, раце и грб, а во мај нозе и ставање на импланти, затоа што веќе сето тоа е поради вишокот на кожа деформирано и тоа јавно ќе го прикажам, нормално со цензура, така што на социјалните мрежи ќе можете да проследите се. Имаме доста материјал. Да. Кажи ми, кој го чува кученцото додека вие сте на... Бедна, да, безбедна е, таму е, така што се е под контрола. Уште вчера замина и многу ми фали. Докторот ми организираше соба со градина за неа, но не, беби Истанбул, не. Многу е темпераментна за да дојде на пат у авион. Кажи ми, колку чини една ваква операција? Целосниот процес, првата и втората што ме очекува, од прилика некаде околу 20.000 евра, со плюс и минус во зависност од состојбата во која што се наоѓа нашето тело, односно телото на тој кој што ќе се оперира, дали треба липосукција, дали не треба, дали треба додатно, у зависност, но од прилика цените се движат околу 20.000 евра. Ивона, за крај кажи ми, дали екипата на Hype може да те очекува и назад кога ќе се вратиш, да те пречекаме како што доликува? Јас од се срце би посакала да дојдете на 28 кога ќе се враќам тука, да се пречекам и здраве Боже, ако бидам со тајминг подобра и едно кафе да испиеме од срце, за да ви се заблагодарам затоа што навистина е чест и да се навистина се почувствував посебно денеска затоа што сте тука. Ти посакуваме многу среќа, да не се плашиш, да ни дојдеш жива и здрава и све што ти треба, тука сме. Фала ви од срце, ти благодарам што си тука, благодарам позади екипата што е тука, ви праќам големо гушкање и само Бог нека е со нас. Фала ви од срце. Тамара, кажи ми како се чувствуваш? Дали имаш трема пред операцијата заедно со Ивона или колку си поддршка, кажи ми? Апсолутно сум и поддршка 200% и знам дека ова беше чекорот кој што мора да го направи за себе. Стојам позади неа максимално, гледам да сум тука колку што можам и да ја поддржам. Еве сега тргаме за Турција. Не знам кој е постресен во моментов, дали јас, дали мајка и дали таткој, дали она сама. Она сама најдобро си знае како се чувствува. Постои доза на страв, нормално, не одиме да се шетаме, но мислам дека сите се држиме за целта за која што нели одиме таму и крајниот резултат кој што сите чекаме да го направи пред се за да биде најзадоволна со себе. Има ли некои посебни барања Ивона вака пред операцијата во домашни услови? Паничи ли? Ти си со нејза најблиска, па знаеш кои се барањата и интересните моменти? Ивона си знае да си бара, не можам да кажам дека не знае, но во главно се државме за оно што е најпотребно, нели, за операцијата, хигиенските моменти кои што треба да постојат после, затоа што ќе дојде со сите тие завои и се останато кое што треба да се третира раните, така да бевме фокусирани најмногу на тоа, да го олесниме патот на закрепнувањето, домот да биде оспособен со се оно што би требало за да функционира нормално, додека дојде оној момент каде што би можело да се препушти на секојдневието онака како што треба за нормално функционирање. Така. Кажи ми, како се чувствуваш ти? Дали имаш малце трема исто како нејз? Да, имам, не можам да кажам дека немам. Долг процес е, долга операција е, би трајало од 8 до 10 часа, предпоставувам, и здравје Боже само да заврши се како што треба. Баш вчера се смеевме, викам ти ќе си легнеш и ќе ги отвориш очите кога ќе заврши се, па после следува твојот дел. А јас и мајка ти ќе бидеме позади и ќе треба да смислуваме што да правиме со себе додека се разбудиш и се останато. Но пак ќе кажам, се држиме до крајното, затоа сме таму и со позитивна мисла верувам дека се ќе помине како што треба. Посакуваме многу среќа, да се држите и ние сме тука за да ја поддржиме исто така. Фала срце и фала ви многу што сте тука и денес и постојано и се гледаме после тоа во ново издание. Се гледаме. Готово, завршихме, само што ќе се